Во изминатите 7 дена се случија многу интригантни пресвртници. Европската Унија и Канада заговараат симнување на драстичните царини за возилата произведени од Кина и Индија, познати по својата ниска цена. Jaguar Land Rover, поради големите неискористени капацитети во своите фабрики, ќе произведува возила на кинескиот чери, а Donkervoort го представи својот супер автомобил P24 RS. Денеска ви ги пренесуваме нашите впечатоци од тестот на Volkswagen Taigo, но, како што налага редот, започнуваме со вестите. После дебитот на салонот на автомобилите во Брисел, Xpeng P7 Plus е подготвен за освојување на Европа како европски производ. Неговото пробно производство во погоните на Magna Steyr во Австрија е оценето како успешно. Овој технолошки напреден автомобил располага со низа модерни опции, меѓу кои и вештачка интелигенција. Долг е 5,7 метри и 7 сантиметри и има багажник од дури 725 литри и електрична архитектура од 800 волти која овозможува полнење од 10 до 80% за само 12 минути. Се нуди во повеќе варијанти со 245, 313 и 503 коњски сили и има автономија помеѓу 455 и 530 км. Позициониран е како конкурент на Volkswagen ID7 и BYD Seal, а цените му стартуваат од 44.000 евра. Првите испораки ќе започнат во април на 25 европски пазари. Очекувани вести пристигна од Јапонија. Сузуки го престигна Нисан и стана трет најголем производител на автомобили во земјата на изгре сонцето. Стратегијата на мали и ефикасни возила му донесе голем успех на Сузуки, кој според податоците ја зголеми ланската продукција за 1,4% на 3,3 милиони единици. Истовремено, проблемите во кои западна Нисан резултираа со пад од 4,4%, со што стигна до само 3,2 милиони. Иако мала, оваа разлика представува значаен деловен исчекор на Сузуки и важна пресвртница во неговата историја, позиционирајќи се веднаш зад Honda, која пласираше 3,5 милиони возила. Доста добро знаеме, доминантно пред сите се наоѓа Toyota. Mazda се пофали дека кросоверот CX-5 стигна до 5 милиони продадени единици. Представен 2012-та, овој модел, чија трета генерација туку-што е представена, успешно настапува глобално уште од првите моменти. Тој меѓу моделите на марката, кои во целост ги интегрираа SkyActiv технологијата и дизајнерската кододуша на движењето филозофија, го постигна успех во најкратко време. Се продава во повеќе од 100 земји, а купувачите го ценат по динамичниот и спортски дизајн и удобноста и интуитивноста во возењето. На почетокот се производуваше само во Јапонија, за наскоро потоа да започне да излегува од погоните на партнерите на компанијата од Кина, Малезија, Виетнам и Русија. CX-5 е трет модел на Mazda, чија продажба надмина 5 милиони примероци. Пред него тоа им успеа уште на Mazda 323 и Mazda 3. Шери го засилува своето присуство на Балканот со марката Jetour, специјализирана за кросовери.
Пазарните пространства на регионот ќе се освојуваат преку застапништвото на турската Atmo група, која исто така ги пласира и возилата на JAC и SWM. Стартот е од Србија, каде веќе е воспоставена комплетна оперативна поддршка, поддржана мрежа, обучени сервисни тимови и залиха резервни делови. Сигнал за квалитетот на овие возила кои пазарно целат повисоко е и гаранцијата од 7 години или 150.000 километри. Моделите што ги има во понудата се карактеризираат со врамнотежен баланс меѓу дизајнот, технологиите и вредноста за вложените пари и место како другите да се надпреваруваат исклучиво со цената, нудат повеќе комфор, напредни системи и практичност за секојдневна употреба. За да ги подобри своите пазарни позиции во Европа, Ford се подготвува да ги унапреди електричните Explorer и Capri, кои се настанати како резултат на соработката со Volkswagen. Клучните измени вклучуваат нови батерии и посилен електромотор кај попристапните верзии. Тие одсега ќе располагаат со 190 коњски сили и 350 Нм вртежен момент со кои се добиваат поживи перформанси и подинамично чувство во возењето. Батериите пак со литиум железно-фосфатна технологија обезбедуваат автономија и до 70 км поголема од досегашните вредности. Од Ford истакнуваат дека новите батерии овозможуваат почести полнења до 100% од капацитетот без негативно влијание на долготрајноста. Освен тоа, се побезбедни и помалку токсични. Цените и почетокот на продажбата не се објавени. Во Ауди се подготвуваат за новата стилска револуција најавена есенва со концепт C. Неговите дизајнерски карактеристики, вклучувајќи ја и високата, скоро вертикална маска, ќе станат заштитен знак за сите идни модели. Потврдата дека ќе биде така стигна од шефот на дизајнерското оделение Массимо Фраскела, кој, наследувајќи го Марк Лихте, својата функција ја презеде на средината на 2024-та. Веднаш се зафати со редефинирање на визуелниот идентитет на марката, во кој во иднина ќе нема место за трапезоидната single frame маска, која со години го дефинираше изгледот на нивните автомобили. Таа имаше одлична реакција кај купувачите, заради што концепт C беше дочекан со поделени мислења, па дури и подсмев. Но во Ауди очигледно имаат други сваќања и првиот модел со новото стилско изразување ќе биде електричниот наследник на спортскиот TT, кој се очекува идната година. Daimler Trucks го представи Mercedes Next Gen H2, кој како камион од следната генерација ќе користи водород како погонско гориво. Го задвижуваат две единици горивни келии со вкупна системска моќност од 408 коњски сили, сместени во просторот под кабината. Во резерварите, за чие полнење се потребни само 10 до 15 минути, собира 85 кг течен водород, доволни за поминување преку 1000 км. Електричниот погонски дел, превзеден од e-Actros 600, располага со два електромотора со вкупно 503 коњски сили, батерии од 101 киловат-час, 4-степена трансмисија и бројни напредни безбедносни системи. Се најавува производство на мала серија од по околу 100 единици, кои од крајот на годинава ќе им бидат испорачувани на избрани клиенти. Петнаесет години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот.
Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Фронтера. Уоу, колку многу простор. Вау, ова беше брзо полнење. Новата Opel Frontera од 21.000 евра. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. 15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Genesis не прекинува да не изненадува со своите фасцинантни концепти. Овој пат, преку X-Scorpio, корејците ни покажуваат како треба да изгледа теренско возило инспирирано од луксузниот животен стил на Блискиот Исток. Пред да бидете воодушевени од новото остварување, ќе се фокусираме за проблематичниот Jaguar Land Rover, кому не му цветаат рози со електрификацијата и сега бара спас во производство на возила на кинескиот Chery. Подготвувајќи се за својата електрична иднина, Jaguar неодамна запре со производството на сите своји модели. Но првиот автомобил од новата ера доцни, а и кога ќе стигне, ќе има 6-цифрена цена, што значи дека компанијата ќе остане со огромен вишок производствени капацитети. Токму тие можеби ќе ја подигнат на ново поинакво ниво децениската соработка што Jaguar Land Rover ја има со Chery. Се разгледуваат можностите возилата на кинеската марка да се произведуваат во Велика Британија. Според аналитичарите кои тврдат дека ваквата идеја има поддршка од владата, ова би можело да биде сценарио во кое сите добиваат, најмногу работниците кои ќе ги зачуваат своите плати. Колку за споредба, лани во Обединетото кралство од трите марки на Chery се продадени вкупно 76.000 возила, додека Jaguar Land Rover стигна само до 62.000 регистрации. Корејците се цврсто решени да го преземат водството во светот на возила кои никогаш нема да влезат во производство. X-Scorpio го носи лудилото на повисоко ниво. Представен е како теренски супер автомобил, дури и по-необичен од Lamborghini Huracan Sterato. X-Scorpio е различен од се што Genesis некогаш го представил. Развиен е имајќи го во предвид луксузниот животен стил на Блискиот Исток, што го објаснува екстремниот фокус на терен и огромниот клиренс. Дури и ентериерот е див со лизгачки дисплеј, ремени со врзување во 4 точки и заштитен кафес.
во срцето на Екскорпио се наоѓа V8 мотор кој произведува 1100 конски сили и неверојатни 1152 ньютон-метри вртежен момент. Иако ваквите бројки обично се поврзуваат со хибридни автомобили со високи перформанси, тука нема електрична помош. Прерано е да се каже дали оваа конструкција со две врати има шанси да добие зелено светло. Сепак освежувачки е да се види како Genesis размислува надвор од рамките и развива нешто навистина различно. Во ера на дигитализација и електрификација на автомобилите, вистинска реткост е некој да се осмели да направи модел кој ги застапува тврдокорните традиционални атрибути на 4 тркала. Новиот Donkervoort 524 RS е најхоландскиот суперавтомобил како да е состатен за викенд возило на Макс Ферстапен. Холандскиот производител на екзотични спортски автомобили Donkervoort го опиша својот нов суперавтомобил како директен контраудар на компјутеризиран, хомоген автомобилски свет. Покрај целиот употребен карбон, фанки LED фарови и форма на каросеријата инспирирана од инсекти, 524 RS е дефинитивно старомоден автомобил. Голем мотор напред, 5-степен мануелен менувач и погон на задните тркала. Дури и сервоволанот и ABS-от се опционални. Голема пресвртница во историјата на компанијата е враќањето на корените. Повеќе од 2 децении холанѓаните го користеа 2,5-литарскиот турбо 5-цилиндричен мотор на Ауди, кој во претходното издание F22 испорачуваше 500 конски сили. Сепак тулипите се враќаат на корените на своето постоење кога користеа мотори од синиот овал. Срцето на 524 RS е модифицирана верзија на 3,5-литарскиот EcoBoost V6 на Ford, на кого се додадени 2 нови турбини произведени од холандската фирма Van der Leyen. Резултатот се неверојатни 600 конски сили и 800 ньютон-метри вртежен момент. Доколку не ви требаа толку, софтверот за управување со силата, наречен моќ да избереш, ви овозможува да ја намалите таа моќност на 400 конски сили или 500 конски сили. Од компанијата која од своето формирање во 1978 има произведено помалку од 2000 возила, велат дека ќе испорачаат само 150 примероци на 524 RS, кој може да ја поднесе тежината од само 780 кг, забрзувањето од 0 до 100 км на час за 2,8 секунди и 2,3G оптоварување во свијаци нека повели. И да, треба да ја поднесе цената која не се комуницира. Политиката е превртлива категорија. Сакајки да му покажат заби на американскиот председател Доналд Трамп, Европската унија и Канада ги здружија силите и драстично ќе ги намалат давачките за возилата произведени во Кина и Индија. Токму поради тоа обврнуваме внимание на состојбите во Индија, која стана 4-та сила на светот за производство на возила. Таму на пазарот се лансираат пристојни возила како Tata Punch, кои во споредба со европските цени се багатела. Доволен е фактот што под беџот на Renault Duster се враќа на индискиот пазар, но таму ќе чини половина од цената за која се продава во Европа. Европската унија и Канада лансираа контрамерки на политиката на Трамп и се свртеа кон Индија и Кина. Според новиот трговски договор постигнат меѓу Брисел и Нью Делхи, царините на одредени автомобили кои од стариот континент се увезуваат во Индија ќе се намалат од сега драстичните 110%, најпрво на 40%, а подоцна и на 10%.
Иако ова се однесува само на поевтините возила, ограничени со квота од 250.000 единици годишно, иницијативата беше поздравена од европската автоиндустрија, посебно германската. Ке се намалуваат и царините на автоделовите, кои после 5 до 10 години треба целосно да се укинат. Канадските власти пак ги скратија царините за кинеските електрични возила од 100 на 6,1%, пошто автокомпаниите од далечниот исток преку дипломатски канали веднаш сигнализираа дека се подготвени да стартуваат со локално производство. Ваквата навидум спротивставена реакција се должи на ограничувањата на увоз до 49.000 возила годишно, од кои барем половината не поскапи од $35.000. Реакцијата на Вашингтон беше очекувана. Трамп повторно се закани со нови царини за Европа и Канада. Со голема помпа, Tata Motors ја представи и редизајнираната верзија на својот најмал кросовер Punch, кој сега располага со посериозно лице, повеќе технологии и турбобензински мотор. Новиот сосема пристоен и модерен изглед е добиен со поделените светла и масивниот браник со нагласени пластични заштитни напред, додека хоризонталната LED лента назад се протега преку целиот багажник. Иако со скромни димензии, изразени преку должината од 3,83 метри, Punch располага со сосема солидни теренски способности. Клиренсот од 19 см и тркалато 16 инчи му овозможуваат да прегази вода длабока 40 см. Внатрешноста, која не го крие ефтиниот карактер, е функционална и опремена на дочекувањата. Доминира екранот од 10,25 инчи од инфозапавниот систем, а и инструмент таблата е дигитална. На списокот опрема се среќаваат камера од 360 степени, панорамски покрив, бежично полнење мобилни телефони, но и 6 воздушни перници. Најголемиот новитет се крие под хаубата. 1,2-литарскиот турбомотор со своите 120 конски сили спарен со 6-степен менувач го прави овој мал теренец доста жив. Punch во основната верзија доаѓа со атмосферски агрегат од 88 конски сили, а се нуди и во варијанта со погон на автоплин. Иако според сето набројано споредбата со некој сличен европски или корејски модел изгледа можна, цената прави таа да биде неверојатна. Стартува од 5.300 евра, додека најскапиот модел чини околу 10.000 евра. Затоа и Tata Motors од овој модел кој постои и во електрична изведба продава и по 200.000 примероци годишно. После 4-годишната пауза, Рено повторно ќе го произведува Дастер во Индија. Првата генерација беше лансирана во 2012-та и одигра важна улога во развојот на пазарот кој од тогаш многу се смени. Учеството на кросоверите порасна од 12 на дури 55%, а купувачите повеќе не бараат само издржливост. И новата генерација ќе се произведува во истата фабрика од која имаат излезено 200.000 примероци на Дастер за локалниот пазар. Тој сега позициите ќе ги брани со 3 моторни верзии на изненадување без дизели кои се доста популарни во Индија. Основниот модел е опремен со 1-литарски турбо 3-цилиндричен мотор со 100 конски сили, наредниот е 1,3 литарски со 160 коњи, а на врвот хибридната верзија со исто толкова моќност. Погонот во сите случаи е само на предните тркала, а цените ќе бидат за половина пониски од оние во Европа. Рено во Индија има мрежа од 350 продажни и 450 сервисни центри.
Возилата ги продаваат трендовите на пазарот и желбите на купувачите. А во последните 10 години најголем тренд во автомобилската индустрија се спортско корисните возила. И секој производител се труди да има што поширока палета на овие возила на пазарот. Volkswagen со воведувањето на Taigo во својата програма го има петото спортско корисно возило во своето портфолио. Taigo е компактен, тој е позициониран помеѓу T-Cross и T-Roc, но за разлика од T-Cross тој е подолг, за некои си 8 сантиметри, иако го има истото меѓуоскино растојание од 2,55 метри. Што се однесува до дизајнерските зафати, Taigo и T-Cross не се разликуваат многу во предницата. Тука се евидентни трапезоидните фарови, а во поопремените изведби Taigo има и светлосна линија помеѓу фаровите. Не е случај со нашата изведба, бидејќи ова е едно од базичните нивоа на опременост. Го задвижува 1 литерски турбобензински мотор од 95 коњски сили. Но не е само должината на Taigo различна од она на T-Cross. Она што го разликува од T-Cross е формата на каросеријата, која е купеовски скроена. Тоа значи дека задниот дел е спуштен и има еден динамичен потег кон задните светла. А задниот дел, поради закосеното стакло, поставениот спойлер и светлосната група, делува изразито купеовски. Тоа не пречи на багажниот простор, кој има простор, односно капацитет од 440 литри, што за возило долго 4,23 метри не е воопшто лош параметар. Просторот на задната клупа е сосема задоволителен. Поради купеовската форма на покривот, многумина ќе мисла дека нема доволно простор за главите, но тоа не е така. Како што гледате, има доволно растојание и на задната клупа би можеле да седнат и нешто повисоки луѓе без да се чешлаат со тапацирот на покривот. За нозете има пристојно простор, не може би она што би очекувале повисоки луѓе, но сепак и за подолги растојанија седењето е удобно. Во духот на дигитализацијата на задната клупа имате 2 USB-C приклучоци. На возачката позиција се е познато. Пред возачот е дигитална инструмент табла, додека на врвот на централната конзола е поставен екран осетлив на допир за инфозабавниот систем. Мене не ми се допаѓа што се дигитални контролите на клима уредот. Не е дека не функционираат добро, но ако е ова веќе поставено во духот на старото школо, тогаш би требало да има и некои физички контроли. Но тоа не го попречува користењето на клима уредот. Во внатрешноста се поставени 2 вида пластики. Секаде каде што може да допрете е мека пластиката, додека она што е скриено од погледот, како што е, например, вратичката на касетата за одложување на дребули, тука е воочлива по тврда пластика. Истото се повторува и на облогите на вратите. Но сепак, позицијата која ви ја дава и поставеноста на сите контроли и манипулатори е извонредно ергономска. Како и во секој производ на групацијата Volkswagen, по неколку минути се чувствувате дека ова возило го користите со години.
Тајго е интересен компромис кога станува збор за возните својства и просторот кој го нуди во себе. Овој модел е задвижуван со 1 литрен турбобензински мотор кој има само 95 конски сили. Тоа е влезната верзија на моторизација на Тајго. Впарен со 5-степен мануелен менувач, овој модел е скроен пред се да излезе во пресред на градските потреби, но на отворен пат знае да биде интересен за возење. Оваа комбинација би требало да пружи добра економичност. Иако има малку потврдо потпирање, што е типично за групацијата Volkswagen, сепак добро ги поминува нерамнините и не прави екстра вибрации во кабината. Управувањето на Тајго е доста директно. Во корелација со потпирањето ви дава добар фидбек од она што се случува на патот. Кога сакате малку подинамично да возите, тогаш се слуша малку повеќе продорниот звук на моторот и перформансите не се на забрзување не се и толку лоши. Можете сосема комотно да одржувате и поголема динамика и темпо на возењето. Но сепак ова е скроено возило да го возите лежерно. Не дека во свиоците нема да ви пружи добро однесување, но сепак силата на моторот е таа која го диктира темпото на возењето. А доколку сакате да имате тивко, лежерно возење, тогаш ви препорачувам така и да се однесувате со Тајго. Кога го возите малку полежерно од Тајгото, најголемата бучавост доаѓа од пневматиците. А доколку имате желба малку подинамично да возите, тоа ќе ви го овозможи Тајго. С рака на срце, во јаки маневри, знае задниот дел малку да отстапи од траекторијата, но веднаш е ревидиран од страна на електронските помагала. Може би нема да имате многу возбудливи возачки излети, но сепак и оваа изведба на Тајго знае да овозможи малку повеќе од она што го очекувате. Со цена од 27.600 евра, Тајго не спаѓа меѓу најевтините спортско корисни возила во својата класа. Тајго со своите 95 конски сили можеби не е највозбудливиот кросовер што ќе го возите, но во секој случај ќе ви овозможи едно вистинско задоволство во секојдневното користење. Тоа беше се за денешното издание на Автомагазин. Се гледаме за 7 дена. До гледање.